civilmedia.mk. Слободно, независно, отворено. Civil Media District, Civil Press Studio, интервју на Зоран Иванов со Махи Несими. Добар ден. Добар ден. На Википедија нема ништо за вас, за Махи Несими. Ќе мора тоа самите да го средите. Благодарам што дојдовте во Дистрикт, во Civil Press Studio. Бидејќи Википедија е затворена за вас или вие не сте отвориле, кој е Махи Несими во два збора? Јас знам секако, но бидејќи ова е интервју за пошироката публика на Civil Press Studio. Благодарам на поканата, најпрвин, што се однесува до мене, кратко. Јас сум роден 52 година во село Теарце, Тетовско. Нормално средно, основно образование тамо сум посетувал, после сум завршил гимназија во Зефлюш Марко во Скопје и потоа во Факултетот за политички науки во Загреб. Од кога сте на јавната, на македонската јавна сцена? Не велам политичка, јавна. Па видите, ја од 82 година сум се запослил на 30 годишна возраст и тоа дојдов на новинарство, бидејќи тогашните органи едноставно не дозволува да бидам негде на некое друго место од безбедносни причини. Тоа го тврдам со. Во која смисла? До 82. Така да јас од село Теарце 82 година се запослив во Нова Македонија, односно во весникот Флака во Зремит, и до 90 година бев тука новинар, нормално. Во рамките на НИП Нова Македонија. Да. И потоа бев на првите повеќе партиски избори кандидат за пратеник. Мора да кажем, јавноста не знае, јас 4 пати победив, но опет од страна на тогашните власти не можев да го добием. Добро, работевте против државата или против системот, против што? Па видите, прво изборната... Сака да кажа дека УДБА ве држала во некој бегем и кој е Махи Несими за да биде таква цел во... Изборната единица во која јас се надпреварував беше так скроена за да добие кандидат македонец. Тоа е една класична геримандер изборна единица. Кога велат дека тогаш албанците доаѓа за избори 2 пати, 3 пати, не е така. Албанците доаѓа во таа изборна единица каде бев јас кандидат 4 пати доаѓа. Не дошле. Зборуваме за 70-80 години. Не, за 90-та, први парламентарни избори. Да не должам, потоа јас, вие може би се сеќавате, јас сум првиот новинар албанец кој го доби наградата за новинарство Мито Хаджи Василев Јасмин и таа награда ја добив за анализа на првите повеќе партиски избори во Македонија, анализа на едно 70 страници, што до тогаш ја немаше направено на Институтот за политички и социолошки истражувања на Македонија. Потоа сум бил во секретар на ПДП, во времето кога ПДП беше тоа што беше во политичката сцена. Потоа повторно во 2000 година сум бил секретар на ПДП во тоа времењата на конфликтот во Македонија. И така. Непосредниот повод што сте овде во студиото на Цивил е неодамнешната една од најголемите државни награди 11 октомври, што Махи Несими ја доби во друштво со уште тројца великани веќе на македонската јавна, културолошка, едукативна, образовна сцена.
За оваа награда би сакал малку подолу, сосема на крај на емисијата, но сега ќе ја вратам на темата што вие на некој начин ја отворивте. Имате на едно место констатирано, многу одамна, дека од 45-та година па наваму албанците во Македонија, таму некаде до некои 90-ти години се посебно стигматизирани. Вие како млад човек, албанец, на кои основи тоа го чувствувавте? Што се случуваше? Па ќе ве вратам потоа кога спомнавте не ме пушти ваму, не ме пушти онаму. Токму ме интересира кои се тие сили, надземни или подземни, што не го пуштаја Махи Несими да си ги остварува своите амбиции во една држава и во едно општество. Видите, јас сум едуциран во Загреб, во еден познат универзитет во тоа време. Така еден мој пријател тука од Македонец вели, ние сме се школувале во Харвардот Балкански, зашто универзитетот на Загреб точно бил во тоа време Харвард за Балканот. И нормално јас сум ги студирал, политичките науки сум студирал. Јас секогаш сум бил, условно речено, во конфликт со политиката. Затоа што ја политиката сум го гледал и од теоретска гледна точка. И нормално кога го имате храброста, тоа што го мислите, го знаете, научно да го кажете и во јавност, само по себе станувате непријател на политиката. Ве враќам во времето на НИПОД. Вие како новинар, таму и уредник подоцна, не можевте да напишете секојаш тоа што сакате, а да е сепак тоа објективна стварност, не кампања, пропаганда и така натаму. Опет се навраќаме во тоа. Видите, од таму се корените. Афирмативни текстови не може во нашиот случај, сакам да кажам, во тоа време во Македонија. Не можеш да напишеш афирмативен напис кој ќе биде по критериумите на политичарите, а кога го знаете една друга вистина. Јас секогаш на тоа сум внимавал. Разбирам. Ако не сум го чувствувал, ја тоа не сум напишал. Ве враќам на тоа време, за да може да извлечеме подолу една константа низ вашиот визир, каде се движи македонското општество и македонската држава тие години, нели, од 45-та па 90-та плурализмот па до ден денеска. Но за тоа малку подолу. Сега сепак сакам да ве вратам на наградата 11 октомври. Среќен ли сте? Видите, јас сум го добил награда. Среќен ли сте? Да, многу. Бидејќи јас сум го добил државната награда за новинарство во 94-та година за анализа на изборите. 2009 сум го добил државната награда за публицистика со книга специјална напишана за изборите кои беа катастрофални во 2008 во Македонија. И нормално сега ова поголемата награда како след на сето тоа и порано што било, нормално дека... Прашање ми е дали оваа награда да живувате и емотивно како некаква сатисфакција за целиот ваш животен досегашен и работен век и творечки опус. Е ли некоја сатисфакција бидејќи вие сте еден од ретките, вклучително сите државни награди и сите досегашни добитници, може, не знам, неколку, нема ни повеќе од 100-200 луѓе кои во рамките на државата добиле таква награда, таа е сама по себе, нели, признание и гордост, но дали ви е доволна сатисфакција за сите фрустрации што сте ги доживувале и стигматизации во текот на вашиот работен век и живот секако? Да. Дали му простувате на системот што сте се чувствувале понекогаш малтретиран, вака грубо да кажам? Не, тоа не. Не му простувам на системот, да не кажем или сега... Или му простувате, не заборавате, тоа обично таа флоскула се. Но ова ми е неверојатно, ова признание ја чувствувам како навистина
nešto za što sam se zalagal jas, sekogaš, i znači imal jedan odbor koji znajal to da go ceni. Videći, vo site moje, vidite, jas konkurirav tamo so 7 knjigi. Site se od politički karakter, od politička gledna točka. I da ne zboruvam sega ja, da normalno može bi sum subjektiven, no mene mi krasi intelektualna ta hrabrost. Ta intelektualna hrabrost mi je zasadeno. Nezavisan intelektualac može tako zasadeno od studijite. Sam imao prilika, jas da sam bil student na goljemi naučnici vo Evropa i svetot. I sam videl kako oni se odnesuvat i kom studentite i taka natamo. Su jedan zbor, vo to vreme Hrvatska, Zagreb, Univerzitetom u Zagreb beše nešto sosema nadvor od tije kalapite na togašnata Ako dobro ve razbiram, i sega, s ogled na ta edukacija i toj Univerzitet Zagrebski praktično vas ve izvлекол od ova balkanska kal i vi dal nasока kako da dejstvувате во животот и во сега, видите, на пример, тамо, мислим сега, тука, негде 2010-11, јас пишував редовно колумни на албански, на македонски и така натамо. И секогаш критичен став. Јас секогаш сум го имал критичниот став према власта. Основната поента, основното действување на интелектуалецот е да го критикува власта. Ако не го критикува власта, не може да се смета дека е некој интелектуалец не со цел намерно, со лоша намера да го критикуваш. Меѓутоа, во власта секогаш ќе најдете елементи кои треба да ги критикуват. Како конструктивна критика која укажува на недоследностите на процесите, а власта и, например, мене ми се вели тамо, во тие прислушкувани разговори, да не не кажам какви вулгарни псовки, класична вулгарно, и ти вели истерајте го од работа. Ми разбирате? Тој од другата страна на линијата фактор или некој што... Да, али амети. Не фактори и како фактор. Да, можда во жаргон човекот рекол, абе, и соговорникот го прашува зашто. Па ни критикува тамо, пишува, зборува, не е направено ова, не е направено тоа и така. Власт, нели власт, тоа е мојта на власт. Океј, сега, мора и едно нешто да. Мене, јас сум бил во ПДП и секретар. Јас тогаш за јавно сум пишувал чисто аналитички текстови во кои сум го критикувал отворено ПДП и председателството во кое сум бил и јас. И секогаш сум рекол, видите, друго е сега ние што сме председателство, ама ја сега пишувам за јавноста, не пишувам за партијата. Махине Сими, не само поради наградата, честитки еве и во оваа пригода од моја страна, но тука сте во ова студио токму и заради ова што го зборувате, затоа што сте докажан независен интелектуалец кој секогаш критички се однесува кон луѓето кои ги водат процесите и ги проектираат развојните патишта на државата. Но јас сега, бидејќи имате, спомнате вие самите, од, не знам, Крстен Мисирков до наградата Мито Хадживасилеса, Јасмин до оваа крупните 11 октомври, уште веројатно мал милион имате признанија и награди добиено во својата кариера и новинарска. Сега, ако така гледаме, публикава кога слуша, ќе рече, зошто, нели, јас да сум сега на ваша страна, вие на моја, колеги сме новинари, верувам дека вие ќе ме нападнете од прилike горе-доле со истиот дискурс, токму заради вашата филозофија, кога велите дека треба да интелектуалецот, нели, критички да обсервира. Јас сега ве прашувам, од каде тогаш таква стигматизација кај вас, такво едно чувство на повреденост, кога еве цел живот вие сте
Точно сте се бориле, сте заслужиле, но општеството сепак ви наградува. Овие инциденти од тоа типот, некој рекол бркајте го него, бркајте, тоа секој ден на сите нас не се случувало, кој вака јавно настапуваме. Од каде таа несреќна нитка кај махине сими во неговата душа, претпоставам, кога, општеството ве прифаќало, сте објавувале на македонски, на албански, сте уште во времето на монизмот, работевте во една престижна институција, НИП-от Нова Македонија, каде што исто така сте создавале во рамките, нели, колку се можело да се биде слобода во тој систем, потоа во плурализмот ги доживувате експанзија на вашите признанија, нели, покрај сите овие стигми што ги, сега што спомнавте, дека бркајте го од работа, не го бркајте. Што е тоа што уште ве мачи, кога рековте не сакам да простам? Ме мачи, ја на 11. октомври по повод доделувањето на наградата дадов една изјава, многу кратка, не знам, негде 10-15 секунди, али ќе го повторам. Реков, не знам каква иднина властите, не зборувам сега само за ова, него воопште политиката, власта во Македонија, каква иднина им обеќава на граѓаните, кога за развој на науката доделува само 0,1% од буџетот. Држава која не инвестира во науката нема апсолутно никаква иднина. Луѓето не се свесни дека без наука, власта не е свесна дека без наука не се оди напред, и се знае дека науката е најжестокиот, најголемиот, да не кажем единствениот непријател на политиката. Но политиката мора тој непријател да го развива, односно да инвестира, да помага. Несими, ќе ве вратам се на една општествено-политичка тема, би рекол, која во овие од 90-тите наваму 30 години одбележа држава независност, самостојност и независност, македонско-албанските односи. Некојаш топли, некојаш студени, некојаш жештени. Како во овој период го оценувате вие после 2001? Мораше ли да не се случи 2001, без таа некој го имавме ова денес, или ова денес не е тоа што го сакаме? Мислим дека можел да се така развиват односите, да не дојде до 2001 година. Но, со доаѓањето од 2001 година, ние имаме фактички некоја така наречена права. Всушност, состојбата на албанците после 2001 година е многу лоша, затоа што политичарите ти набројуват, имаме министер за ова, имаме министер за тоа и така натаму. Председател на собрание и низ други работи. Вкупната состојба на албанците, поготово економскиот дел, е катастрофална. Во културно-образовниот исто така. А кај албанците, на жалост, вкупно во општеството, али таму е многу понагласено, апсолутно се деградирани вредностите. Поместувањето на вредностите е катастрофално голем. Ми простите, малку не ве разбирам, може би не можам да влезам нормално во вашата кожа, но кога велите во неколку наврати сега спомнавте состојбата на албанците во овој сектор, во оној сектор, во политиката, вамо има, тоа се фалат политичарите, каде се албанците, а што е со македонците? Мислите дека македонците или турците или другите етникуми во државата живеат посреќно, со поинакви можности, или се уште има таа сегрегација во општеството? Не зборувам ја за посреќни или, него зборувам за вкупното што се случува во општеството. Ова
što se случува со албанците во општеството, ова деградирање на вредностите е неверојатно многу изразено, што сепак не е кај македонците. Верувате ли во едно општество за сите? Не. Апсолутно. Верувате ли во една држава за сите? Која е целта? Не, сега... Кога велам држава, мислам на институциите да се еднакви за сите, а општеството е некоја поширока категорија. Видите, институциите е друго. Друго е... Кога велам државата, мислам не на територија, туку на државата како институција. Дали сите, верувате ли дека сите граѓани, без оглед на етничка припадност, конечно, после толку години разни битки па и конфликти, пред институциите сме еднакви сите онеправдани или сите, нели... Онеправдани. Дали или посебно албанците или посебно македонците или не сам посебно турците. Види, Како вие гледате на кога одите на шалтер, имате проблем што сте албанец на пример или да остварите некое право? Не, видите, не се со еден збор да кажем, квалитетот Сакам да прашам, јасно, дали државата имате чувство дека нееднакво се однесува кон сите граѓани или посебно кон некоја етничка заедница? Јас не можам да кажам дека тоа што се случува намерно. Но јас тргнувам од фактите, од состојбите, ми разбирате? И нема никому да му речем дека тој е виновен и така натаму. Во една прилика, во една исто вака дебата, јас кажав како е тетово. И тој, мојот пријател тука, ми вели, ама тамо во власт се албанците од таа година, јас му велам, ама состојбата е ваква, сега, кој е на власт, друго прашање, но состојбата е во тоа ниво. А со оглед дека немаме време, бидејќи овие се многу широки дебати и не можете со една реченица да го кажете едното или другото, бидејќи има многу елементи кои го сочинуваат тоа дали е добро или не е добро. Мене највише што ми во државата, сега зборуваме, што ме вака нервира, е што, не знам, гледам сега, вчера, завчера, за изборите, премиерот Заев вели сега ни е потребно обединување и така нака. Кој да се обединува и зашто? Тоа што е едно општество за сите, една држава за сите, јас не знам како некој го замислува. Неговиот крик, колку што паметам, беше да се обединат, да се обединат симпатизерите и членовите на партијата за вториот круг локални избори. Знам, али сакам да кажем околу тоа обединувањето. И највише што ме, така да кажем, не нервира, него што ми е жал, ние граѓаните во Република Македонија, тргнувајќи од овие етничките, по етничка гледна точка, се крајно поделени. Крајно, само мало, да го кажем зашто. Овие институции, поготово Министерството за култура, ќе треба да седнат и да размислуваат. Знаете дека македонските интелектуалци, професори и така натаму, од било која насока, профил, појма немат што пишуват албанците, кои се размислувањата на албанците. Не знаат и некој професор тамо, што им е колега, како предава, кога пишува книга, бидејќи он го објавува само на албански, ми разбирате? Да, не е преведено. Но затоа има доста албанци и интелектуалци кои исто создаваат, па тие самите се критичари, ако мислите заради разликата во јазикот. Не, мора да има пошироко познавање. Така. Пошироко познавање. Со еден збор, ете, ја ќе кажем многу отворено. Од
6 мои книги, сите се однесуваат за Македонија. Така, за волја на вистината, Само- Махине Сими имаше дузина представници на албанскиот електорат, беа министри на Министерството на култура. Океј, не навлегувам ја во тоа, јас зборувам за состојбата. Се обраќате на целата држава, Да. голем дел од државата не може да ги консумира вашите Да, написи, ставови јас, и например, филозофијата. мене ми го имам преведено книгата на хрватски е преведено, а ниедно од овие На моите македонски на не. македонски не, јас зборувам за конкретни работи, за конкретни Добро, лица, одбивани за сте од конкретни Министерството за настани. Министерството за култура, од Министерството за наука, одбивани сте таквите ваши проекти. Па не, јас сум требал да седнам да го Да, направам, самиот да го направите, да го направам и па да конкурирам. Разбирам, вие и сега да зборувате за систем практично. за систем зборувам, не за мене. Нема граѓаните на Македонија, македонци немат апсолутно познавање за тоа што и албанските интелектуалци создават. Уште живееме Пишуват, што пишуват, кој е нивното ниво, какви се нивните размислувања за развојот на државата. Значи, македонците немат појма за тоа. Јас кога велам дали верувате во едно општество за сите, вие ми велите не. Не верувам. Кога Не само до гледна точка. Зборот ми е, ако работиме сите за едно општество за сите, нели ќе се надминат овие проблеми за кои вие зборувате на тие етнички ѕидови што се меѓу етникумите? Да, ма тоа треба власта да го направи. Ја и ти не може да направиме. Добро, можеме вака да притискаме, нели? Како? Еве, јавно. Па кој ни слуша нас? Па не слушаат. Па Проблемот е што слушаат, но не памета, да. Апсолутно не. Имаме уште сосема малку време, уште 2-3 минути. Во овој поглед завршете, да ја мислам. кажам, да продолжам, јас пред 2,5 години овој објавив книгата на 500 страници Албанците во Македонија и иднината на државата. Тоа е една анализа на состојбите во Република Македонија во 14 поглавја на 500 страници со анализа на уставните измени, Охридскиот рамковен договор и така и Скопје 2014 е консенсуален капитално дело председател за политичката ситуација. И размислувања, тоа што велам, Како натаму? интелектуалната храброст, размислувања мои, видувања, дали може и дали треба да се кантонизира Македонија. Дали може и дали како би се поделила Македонија. Јас сум ги анализирал овие теми. И можно ли е? Не. Ако не, кој е на Махине Сими? Само да завршам со ова. И не можев да најдем издавач на македонски јазик. Разговара со 5 издавачки куќи, никој не се нафати да го преведе. Такви дела, ако држава не застане за нив да помогне финансиски, тешко издавачите ќе се И нафатат. јас носејќи се со од идејата дека ова Интелектуалниот мора труд, да биде и на Махине македонски. Сими, интелектуалниот труд никогаш не бил, па и никаде во светот не бил комерцијален во некоја крајна линија, освен ако не измислиме некоја вакцина сега. Сега книгата се нормално има делови таму кои треба да се доработат и така натаму, бидејќи се работи на пред 2,5 години издадена и сега, но 90% е таа материја. Например, имам 30 страници за историјата на пописот на населението во Република Македонија. Ке има, значи вака кај вас има... Таа книга сега е помогната од Министерството за култура. Конечно нешто се И движи. се надевам негде крај на јануари ќе биде. Добро, тоа беше моето прашање за крај, вие нешто исцрпено, ќе го повторам, завршуваме. Сакам да ве подсетам на кога зборувавме и за вашите стигми, чувства и така натаму во време на целиот ваш животен и работен век, млад сте, уште ќе создавате, но 2011 година изјавивте дека голема неправда на Махине Сими му е нанесена
затоа што некаква одлука донесе тогашната Државна комисија за лустрација. Од една страна, од друга страна, поднесовте тужба, барање за оштета, кога се донесе закон за укинување на таа комисија. Кој е епилогот на таа ваша тужба за државата? Имате ли сатисфакција некаква материјална барем од тоа? Јас ги добив сите тие решенија на таа комисија, фамозната инквизиторска комисија, затоа што е тоа чиста инквизиција. Махине Сими, кој ве намести? Кој ве намести? Па сето ова. Кој ве намести? Не, во таа комисија кој ве намести? Нешто спомнавте вие телефонски разговор. Тие ли струи политички? Кој, него... Сега да кажам, македонската полиција без оглед на етничка припадност, нели, тајна полиција или тие што преслушувате, или ве намести некој политички фактор, тоа ми е прашање. Видите, ако вие секогаш сте го имале својот став, разбирате, и никој не може да ви укроти, разбирате, тогаш кај мене, бидејќи немаше апсолутно ништо да ми претат, да ми шантажират и така натамо, единствено, зашто знаеја дека јас за пари нема да ми подкупи никој, не може ова, други флеки нигде нема. И тоа беше осветата, не? Да, и сега единствено овој како може да се заќути е вака. Но, тоа тие го направија и ја меѓувреме напишав 3 книги во цел тој временски период. Тоа беше вашата освета, творечката. Да, творечката. Со ова ќе ви докажам. Добро. Да. Бидејќи завршуваме. Сега за епилогот. Дали добивте сатисфакција од државата некаква? Јас... Макар извинување. Веќе, не, ја во суд сум ги добил, мислим, таа нивно решение. Тоа е сатисфакција сепак од системот. И нормално јас сега водим судски со државата. Веќе едно рочиште, првото рочиште се одржа во мај ова година и со оглед на тоа дека државата не е спремна да плати за вакви работи, ја мислим дека тоа ќе се одуговлечи неколку години. Нека ви се извини, барем. Неколку години. Нема извинување во судот. Така е, се шегувам, нели? Државата може на поинаков начин да ви се извини, еве можеби наградата 11 октомври е сепак сатисфакција некаква дека Махија Несими е карактерот човек, нели, на ова општество и на оваа држава. Две прашања за по 2 збора одговор. Кај албанците, кај албанскиот политички фактор. Каде е политичката линија што може условно да речам да ги представува албанците? Забележувам, може грешам, дека се изродија нови генерации, дека од 2001 навамо, откако ДУИ е конституирана како носечка и водечка политички представници на албанците во Македонија, дека им паѓа рейтингот. Дојдоа нови генерации, се изродија. Дали полека партизаните ги праќа електоратот во пензија или кое е вашето чувство или сознание? Се движите и по чаршијата, по Тетово поготово. Електоратот сака да ги спрати во пензија, но целиот развој на македонското општество во овие последни години создала мрежа на криминалци. Мрежа на криминалци кои апсолутно во текот на изборите се во сцена. Значи, вие верувате дека ние сме заробена држава, практично. Длабока држава. Да. Кажете ми за... Албанците живеат во робовласнички систем во Македонија. Само албанците? Да. Во еден дел. Затоа што единствено кај албанците апсолутно немаш пристап нигде. Можна ли е некоја шарена револуција меѓу албанците? Ако е така како што тврдите. На таа партија. Или симпатизер, нели? Да. И навистина е страшно. Добро, ние имавме еден режим, меѓународната заедница го крстеше режим 11 години, сега ВМРО ДПМН се враќа полека. Видите, тој режим делумно е, така да кажем... Беше заеднички режим.
na vlasta. Da, međutim, ja sam go napisal vo knjiga, tako koga će se objavi na makedonski. Gospodin Zaev ne zna zašto Albanci te pred tamo 4 godine 5 glasa za SDS. Ja sam mu napisal. Ne glasa za Zaev i za SDS. Glasa za jedna politička struktura so koja se nadeva deka ovi kriminalci će odgovarati. To beše motivo ti za šarenata revolucije i za to dviženje. Naprotiv, gospodin Zaev, predstavnici te na toj kriminal uštegi zajaknu. No, Uštegi zajaknu. Da ne zboruvame so ime i prezime, zato što postoje javni dokazi. Бидејќи завршуваме, локалните избори заврши првиот круг. Удрија голема шлаканица. Значи, јавноста реагира така како што треба да реагира, веројатно тоа е зрелост. Но од друга страна се враќа во кондиција ВМРО ДПМН. Како гледате на тој факт? Ќе биде подобро или во една реченица? Мислим дека елегантно, без големи турбуленции, ВМРО се реформира. Без турбуленции, мислим, зашто ги следим и настапите и другите работи, мислим дека има капацитет за велам елегантски се реформира. Добро, против Преспанскиот? Не зборувам за кадровската политика и така натамо. Има капацитет да ја води држава. Не зборувам за тие, така да кажем, испади. Не, жешки теми и така натамо. Не зборувам за тој дел. Гледам во потенцијалот и во тоа што, например, многу ми се допадна, лично, да го кажам, како го образложи коалицирањето со Алијанса. И вика, седнавме, рековме, ова ни смета. Кои ни се додирни точки? Овие. Може за ова да соработуваме? Може. Ми разбирате? Со што Махине Сими најбрзо, освен ова што спомна веќе дека очекува издавање на тој капитален труд, со што ќе ја почестите македонската јавност, со кој е ново дел? Работите на нешто? Моментално не, бидејќи после ова ја минатата година, после ова, значи ова пред 2,5 години е ова капиталното, потоа јас направив нешто што го нема нити во Македонија, нити на Косово, нити во Албанија. Ја направив речник на појмовник на на изборите. Може ли амбасадор да биде повторно Махине Сими? Не би сакал. Само мало. Македонската дипломатија и македонското политичко милие за сега, зборувам, е во еден тотален колапс. Дистрикт Цивил прес студио, Махине Сими ви благодарам. Благодарам и вас што ми поканивте. Civilmedia.mk. Slobodno, nezavisno, otvoreno.